Деновија внимание предизвикува еден текст во New York Times во кој што се вели дека американското разузнавање во јуни оваа година пресретнало комуникации, телефонски разговори, пораки, имейл пораки на рускиот бизнисмен Иван Савидис, кој живее и работи во Грција, од кој станало јасно дека Савидис, инаку близок до Владимир Путин, бил вклучен во плаќање, или ајде попрецизно кажано, подплаќање, за да се поттикнат протести против процесот за решавање на прашањето за името, а подоцна и против договорот од Преспа и во Грција и во Македонија. И текстот на New York Times сугерира дека американската влада решава тие податоци преку својот искусен амбасадор во Атина, Джефри Пает, да му ги предаде лично на грчкиот премиер Ципрас, пошто овој решава да протера двајца руски дипломати, а на уште двајца да им биде забранет влез во Грција. Моето прашање би било, беше информирана нашата влада за ова? Ние, како резултат на процесот за кој што зборувавме, ние често како бенефиции ги зборуваме НАТО членството, пристапните преговори со ЕУ, меѓутоа третиот важен елемент е мостот на добри и блиски и пријателски односи со Грција. Имаме перманентна комуникација. Сега ќе морам да одам во белешки да видам точно кога, меѓутоа апсолутно бевме во комуникација и со... Да се подсетиме дека и новинарската и во контекст на овие чекори. Да, истражувачка мрежа OCCRP објави информациите од текстот, кој што инаку беше на насловната страна на печатеното издание на New York Times вчера, не се нови. Меѓутоа, она што е ново, на некој начин се засилува кредибилноста на овие информации, бидејќи се укажува како дошло за мене, мислам дека и за пошироката јавност е тоа ново. Дека станува збор за пресретнати комуникации од американското разузнавање. Кои што биле споделени од страна на американците, кои што биле споделени со нивните колеги од Грција. Првиот заклучок, што нема да биде изненадување, е дека ние и нашата решителност да застанеме на нозе, да влеземе во НАТО, да си ја зацврстиме стабилноста и границите и да инвестираме во Европска Македонија во смисла на тоа како ни функционира демократијата и правдата дома, не е само наша работа, не е само работа на билатералните односи меѓу Македонија и Грција, туку дека ние сме станале на некој начин еден, меѓу другото, полигон на различни интереси. Дали... Тоа е очигледно. Да. И мислам дека тоа не е тајна и за тоа треба отворено да се разговара. Протерувањето на руските дипломати се случува во јули. Според текстот на New York Times, пресретнатите комуникации датираат од јуни оваа година. Да подсетам, при крајот на март македонската влада реши да протера еден руски дипломат. Тоа беше дел од една поширока меѓународна акција за одговор на еден настан што се случи во Велика Британија, но во тој момент вие меѓу другото ќе кажете, освен тоа што ова е знак на солидарност со нашите западни пријатели, втората причина е домашна. Протераниот дипломат ги прекршил дипломатските правила на однесување, фатен е во обид да добие доверливи информации за безбедноста на Македонија. Ова го сработеа нашите служби или можеби слично како во грчкиот случај беа споделени информации од западните служби? Па не знам колку е мудро да давам информации јавно за вака деликатни прашања, по кои што разни служби, кога зборуваме за служби или различни држави, различни интереси, ќе добијат индиции. Така што не сум сигурен колку е мудро баш тука директно да одговорам.